Добро утро велиме. Ова утро за нашиот прв гостин, кој што со кого ќе разговараме на тема рекреација и спорт или спорт и рекреација, Горде? Како е поточна дефиницијата? Спорт и рекреација. Спорт и рекреација, така е. Гордана Кузмановска-Николовска, еден од организаторите на женската трка, трката која што повторно и оваа година сруши рекорди и постави нови стандарди. Имавте ли проблем, да се поврземе со главниот град и со она што се случува во Скопје во овој период, имавте ли проблем да ја организирате трката? Не. Ние сме екипа која што работи на вакви трки веќе 20 години, екипа која што не е сменета. Позади нас имаме преку 200 трки организирано. Ние меѓу себе и ретко кога кажуваме кој што треба да направи, пошто секој си ја знае работата. Генерално се случуваат некои ситници во од што ги решаваме, но се претходно кога е подготвено. Проблеми немавме во организација на трката. 3420 точната бројка, нема тука да ги пресметаме, да ги додадеме и сите оние кои што гледа Долж и Линденска, која што беше преполна од луѓе. Целиот град беше преубаво обоен, секаде се зборуваше за женската трка, недела беше преубав ден. И за вас, но и за нас како жители на главниот град. Од година в година ги рушите рекордите. Кога ќе заврши настанот и сега кога ќе погледнете назад, задоволни сте од годинава и верувам дека некои забелешки веќе си ги издвојувате. Тоа и да се подобри. Да. Прво одат грешките кои што сме ги направиле, што не смеат да се повторат. Ама таа енергија која што се случи во неделата, тоа е нешто кое што нема да дозволи тие мали пропусти што ни се случија, да речам, што може би и учесниците не ги приметија и не беа големи. Тоа доживување, таа енергија нема да дозволи ништо да ни го расипе расположението. Трката расте. Почнавме пред 12 години во градски парк, на почеток беше тоа трка на 1 километар. Идејата беше да се тргнат изговорите позади себе, девојките, жените, да... Немаме време, не можеме... Да, мислам, добро, тоа се имаме многу најчестите обврски. И тоа не само жените, и мажите, подеднакво и децата. Ова беше еден начин како да ги натераме еден час во годината, дојдете, видете. Кога видеа дека можат, ова беше вовет како ние да го зголемиме бројот на жени учеснички на Скопски маратон. Но не заради тоа да има голем број на учесници во Скопски маратон. Туку жените повеќе Сојузот на спортови на Скопје, вероятно, основано 45-та година, дејноста му е да создава, меѓу другото, и здраво население, да се грижиме и за рекреацијата, како што и кажавте на самиот почеток. Не секој мора и треба да има врвни резултати. 1% ќе бидат врвните, но сите останати треба да бидат врвни за себе, да бидат здрави, да бидат среќни, да бидат весели, да не бидат токсични за околината, а нема да бидат само ако негативната енергија ја изфрлат преку рекреација. Половина час одење, 3 пати во неделата, 2 пати во неделата. Тоа е одличен начин. Тргнавме 1 километар по 2 години, видовме дека жениве се растрчаа. Имавме 170 надпреварувачки првата година. Покачевме на 2 километри. Малку. Отидовме на 3 километри и се пуштивме на улица, на Илинденска. Морам да кажам дека, како што е македонската полиција, низ овие години како се работуваме, е пример и во регионот на кој начин се работуваме и искрено им благодарам. Во тој поглед проблеми не сме имале никогаш со полицијата и безбедноста била секогаш на прво место. 3 километри е идеално. На 50% од девојките, од жените вчера што трчаа, им беше тоа само загревање, па продолжија. Но 3 километри е идеално да видат сите дека 3 километри е идеална должина со која што може да кажат се заморив, убаво ми беше, имам енергија, ќе продолжам да рекреирам. Така да оваа година ние свативме дека старосната категорија, структурата на учесниците, го надминува оно првично наше предвидување како сме тргнале. Додадовме 2 нови категории, сега имаме учеснички над 70 години. Во категорија од 60 до 70 години имавме преку 40 девојки. Кои ви се забелишките? Што е она што како организатори, но и ние како општество треба да направиме да се подобриме, да не го занемариме фактот колкав број на туристи предизвикуваме. Атракција се трките кои што се случуваат во главниот град. Не само женска трка, ќе споменем и Скопскиот маратон. Така е.
Не може да се родиме со спортска култура, значи би требало, меѓутоа не сме се родиле со една спортска култура, со една навивачка култура. Ние сме деца на транзиција. Сме имале спорт достапен и бесплатен. Тренерите кога биле платени, кога спортот бил достапен за секое дете. Кога имало визија и национална стратегија, се вели тоа. И стратегија за спорт. Сега немаме стратегија за спорт, имаме исклучително лош закон за спорт, кој што во моментот се крои, се формулира на ново. Се надевам нема да биде повторно крпеница. 33 години имавме да го скрпиме, да го направиме. Ама тоа е крпен 18-20 пати, ама и тоа е крпеница. Едно со второ, кога ќе видиш, не знаеш кај тераш. Време е да се смени тоа. Време е да им се даде пиедестал на тренерите. Тренерите се неплатени. Порано тренерите биле платени. Не може тренерот да работи од 8 до 4 нешто, па потоа да биде тренер. Тренер треба да прави анализи, да подготува тоа треба да биде начин на живот. Со еден збор треба да е професионалец. Професионалец, како ќе очекуваме ние спортски резултати кога овој тренерот не е вработен и кога ќе работи за нешто минимално 2-3-7.000 денари. Зборуваме за спортот, зборуваме за еден сегмент од општеството кој што треба да биде главниот причинител за здравото општество, за здравата нитка, тоа се нели од најмладите па се до највозрастните. Тоа е она што ни недостасува, тоа е она што го немаме во моментов. Едноставно во Македонија недостасува, оваа констатација не мора да биде точна, лична е, ни недостасува продукција на што? Продукција на кадри за спорт, продукција на млади спортисти, продукција на луѓе кои што ќе сватат што значи физичката активност. А таленти имаме? Прво ни треба сите спортови да се обединиме. Премногу долго дозволивме политиката да навлезе во спортот. Тоа мора да запре. Ситни профити се во прашање, или крупни? И нека не е профит. Нека не е профит. Сите ние што сме вклучени во спортот сме тука за спортистите, а не обратно. Кога ние ќе бидеме пример за спортистите, по завршување на нивната спортска кариера, кои се нивните можности? Што понатака? Што значи статусот спортски работник, спортски тренер, колку е почитуван? И обратно, начинот на кој тренерите се однесуваат према спортистите. Значи, мора цела пирамида да се преврти. За тоа треба стратегија, за тоа треба закон, за тоа треба да се применат сите регулативи што ги применуваат светските федерации и Меѓународниот олимписки комитет. Се едноставно, кога работите, ќе се почитуваат. Апропо моабетот на самиот почеток, кога родителите, гордите родители на своите деца, нема да имаат аспирации дека детето, после вториот надпревар, мора да оди на Олимпијада, не, ќе го поддржат и да изгуби. Истите ќе излезат да ги поддржат, без да им прават притисоци на децата. Истите тие ќе дојдат на улиците, ќе дадат поддршка. Во такви услови, нас во Скопје најмногу ни фали публиката, она што ни недостасува грешките. Кога родителите ќе пренесат една спортска култура на рекреирање, на навивање, на поддршка, на солидарност и да се честита на победникот кога ќе изгубиме, ќе станеме подобри луѓе. Ние не верувам дека не може да имаме ние резултати. Ние сме пргав народ. Ние сме народ кој што не прифаќа пораз. Ни требаат точно профилирани луѓе. Факултетот сигурно сум дека ќе извади подобри кадри. Треба и таму да има суштинска промена. И сметате дека сите овие промени ќе резултираат со поинакви правила во општеството, ќе наметнат поинакви правила во општеството и на однесување? Па јас сум убедена, меѓутоа тоа не е еден сегмент. Сите ние сакаме да се собираме и да се радуваме и да бидеме тука за спортските успеси. Знаат да не соберат од нигде никаде, да кажеме, наполнивме сала. Ама тоа е многу ретко. Системот треба комплетно да се смени. Од една страна имаме родители, од друга страна имаме спортисти и од третата имаме чинители во спортот, спортски работници, тренери, судии. Добро, ги имаме тука и општествените можности. Можности и неможности. Кога сме веќе на таа тема, ве прашав, кога се трките во прашање, имаме ни инфраструктура која одговара на толкав голем број на учесници, поради тоа што такви маратони, ве го споменавме Скопскиот маратон, такви големи маратони ги прават светските метрополи. Ние сме мал град. Скопје не е мал град. Скопје е долг град. Ние имаме 3 големи напречни улици, но и во другите градови не се трча по 8 ленти, да речеме, може стартот да е импозантен. Во Рим се трча и по коцка пат.
кој што е исклучително ризичен. Да. Например, ни недостасуваат амбулантни возила. Не може ние со 13.000 народ да имаме 2 амбулантни возила. Фала Богу, има и други институции кои што ќе ни излезат во помош. Меѓутоа, ние колку и да сакаме да се развиваме и да бидеме врвен настан, општеството кога ќе не кочи, не можеме ние да набавиме амбулантни возила. Значи мора паралелно да се развиваме. Општеството треба да не прати, а ние на општеството му возвраќаме со тоа што ние создаваме и поддржуваме здраво население. Тие 13.000 луѓе ќе бидат помалку болни. Така да, се е тоа еден систем врзан, каде што општеството, да, нас ни е благодарно затоа што организираме настани, учесниците се пресреќни, затоа што излега од една рамка каде што во недела попладне ништо не се прави, се чисти дома. Почна да се рекреира велосипедизам, планинарење, трчање. Целиот град живееше во неделата. Така, и сега се создадоа илјадници трки, стотици трки. Минатата недела во Скопје се случува 5 големи спортски настани. Секоја недела имаме настан. И тоа е супер. Но И нека продолжи така. Локалната, значи општините треба да дадат поголема поддршка за малите клубови, клубовите во развој. Агенцијата за млади и спорт несомнено мора да направи стратегија што е приоритет во државата. Не сега во предизборието, да не зборуваме Не, за ова, да јас- не биде погрешно сватено. Не, Генерално да. како стратегија Генерално знаеме, 30 меѓутоа години, не. 30 години, така да речам, Так. се Зборуваме мачиме, општо, зборуваме, да, Јас нема да, да критикувам никој, секој го направил најдоброто тоа што можел. И се надеваме дека секој ден нареден ќе направи подобро. Но кажуваме што е тоа што недостасува, потребно, што е така. Така, каде треба да делуваме и ќе ти дозволам, ајде тема спорт да го заокружиш разговорот. Да го заокружам разговорот со најава за следните 2 големи трки, 10К или 10 километри популарната и она фамозната, главната Скопскиот маратон, ќе ни ги најавиш и двете? Да, значи 12 мај ги поканувам сите сите македонци да дојдат Така. во Скопје, па и многу трчат од другите градови. Да. Прилеп доминираше, да речам сега, на женска трка од градовите. 12 мај е Халке ко Скопје трча 10 километри, исклучително брза трка. Скопје е рамно, долго, немаме простор за многу кругови, ама е супер брза трка, каде што очекуваме секој да си го сруши сопствениот рекорд. Секако имаме преку 20 земји учеснички со сертификат од АИМС. Скопски маратон, отворени се пријавувањата и таму, е на 6 октомври. Очекуваме 13.000 учесници. Не може секој да трча, јас тоа го разбирам, но секој може да излезе, да ги бодри, да биде тој ден забавен, било каков музички инструмент, па или звучниче да понесе И да искористи да испрати некоја убава порака. да ги натера странците да плачат да дојдат повторно во Скопје. 8 часот точно, Јована, што е следно? Благодариме, Гордана, благодариме за разговорот. Хвала ви на вас.